Почитувани гледачи, добро вечер. Термин за вести на програмата на телевизија КТВ. Од вечерва започнуваат матурските прослави во Кавадарци. Првата тема во вестите токму на оваа тема. Од полициска станица од општа надлежност Кавадарци апелираат полуматуранти и матуранти внимателно не дозволувајте на најубавата ноќ од годината да ви се случи несреќа. Другарувајте, забавувајте се и танцувајте. Денес во Кавадарци започнуваат матурските прослави. За крајот на своето 4-годишно средно образование ќе слават средношколците од Кирос Панџов Брко, Ѓорче Петров и гимназијата Добри Даскалов. Најлудата ноќ според непишани правила би требало да остане најлуда, но и најубава без несакани последици, апелираа денес од полициската станица од општа надлежност Кавадарци, одделението за превенција. Од таму до матурантите и полуматурантите, кои исто така ги ставаме во групата на славеници, Месецов препорачуваат: другарувајте, забавувајте се и танцувајте. На пороците заборавете. Одделот за превенција, кој до сите основни и средни училишта веќе достави флаери и плакати со цел навреме да се интервенира кај славениците, во својот едукативен материјал подсетува на членовите од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот. При тоа не заборавајќи ниту на глобата која во случај на прекршок би ја платиле матурантите или полуматурантите. Членот 5, членот 6 и членот 11 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир јасно ги потенцираат глобите во износ од 100 до 400 евра зависно од прекршокот, фрлање или кршење шишиња, чаши или други предмети, оддавање на пијанство на јавно место или учество или потик на тепачки. Повеќе од јасно, во флаерите се опишува и кривичниот законник, член 386, каде според прекршокот малтретирање, грубо навредување, загрозување на сигурноста, групно насилство, заведена и затворската казна. Полуматурантите и матурантите мора да внимаваат и на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Од истиот одделението за превенција подсетува на членот 98, 231, 234 и 240, според кој глобата изнесува од 36 до 400 евра зависно од прекршокот, управување на возило без возачка дозвола под дејство на алкохол или возач почетник кој управува возило без придружба на постаро лице, возач по 22 часот. Од полицијата велат полуматурската и матурската се прослави кои треба да се паметат. Славеници, бидете разумни и препуштете се на дружбата и славењето. За време на прославата не му се препуштајте на алкохолот и користете јавен или организиран превоз. Од одделението за превенција искрено се надеваат дека апелот ќе стигне до целната група, а прославата ќе заврши без несакани последици. Безбедна матурска прослава им посакува полицијата на сите матуранти. Државниот завод за статистика спроведе анкета за приходите и условите на живење на македонските домакинства. Податоците се за 2010 година и ги отсликуваат потрошувачките навики на семејствата во земјава. Дури 72% од домакинствата во земјава не можат да си дозволат еднонеделен одмор во текот на годината, пресметала државна статистика. Јадење со месо, риба или соодветно вегетаријанско јадење не можат да си дозволат половина од македонските домакинства. Интересен податок е што и во отежнати услови за живење, домакинствата во земјава се совесни редовни плаќачи на обврските. Според анкетата на Државниот завод за статистика, повеќе од половината не изоставаат со плаќање сметки за комунални услуги. 66% од домакинствата немаат потешкоти при плаќањето на сите сметки, а дури 90% од македонските семејства навреме ги сервисирале ратите од кредитот земен за купување или реновирање стан, а навреме плаќале и кирија. Ваквите одговори до некаде се и логични ако се земе предвид податокот дека компаниите, даватели на услуги, во земјава исклучуваат за 2 неплатени сметки, а високите казнени камати придонесуваат да биде поголем процентот на редовно плаќање на ратите за кредит.
Автомобил и лаптоп се дел од средствата кои се уште се луксус за најголемиот број македонски семејства. Државната статистика пресметала дека само 48% од домакинствата поседуваат автомобил, а 50% имаат дома персонален компјутер. Телевизор во боја има речиси секое домакинство, а телефон дури 91% од домакинствата. Машина за перење алишта пак дома имаат 89% од семејствата. Када или туш имаат 88% од домакинствата, а внатрешен тоалет 87%. Иако агенциите за недвижности коментираат дека расте бројот на граѓаните кои бараат станови со долгорочни договори за закуп, статистиката покажува дека 63% од домакинствата во земјава живеат во единечна семејна куќа, каде што повеќето се сопственици, што е сепак добар податок за разлика од други земји, каде што повеќето домакинства живеат под кирија. Податоците на Евростат покажуваат дека над 1/4 од населението во Европската Унија живее во изнајмени домови, при што во поразвиените земји процентот на граѓани што се сопственици на своите домови е помал отколку во помалку развиените земји. Статистика пресметала и дека во земјава годишно во просек едно семејство во урбаните средини има на располагање 3000 евра, и тоа е во главно приход од плати, додека во руралните средини семејствата имаат на располагање 1700 евра, при што доминираат приходите од самовработеност, што се должи на големиот број земјоделски активности. Исто така, разлика има во приходот од примени приватни трансфери, кои се двојно повисоки во руралните отколку во урбаните средини. Кавадарчани кои живеат во стамбени згради, а се со ниски примања преку проект на USAID и Хабитат Македонија добиваат можност за да ги реновираат фасадите на зградите и да извршат промена на вратите и прозорците. Со ова ќе обезбедат заштеда на енергија и пониски сметки за електрична енергија. Процесот на избор на згради е веќе започнат. Тоа беше поводот за да поразговараме во вестите со координаторот на проектот Теодора Стефановска од Хабитат Македонија. Хабитат Македонија во нашата република е веќе достапно од 2004 година, меѓутоа од 2005 година започнуваме со спроведување на првите проекти. Тоа се проекти од областа на домувањето. Значи, ние обезбедуваме едноставни и пристојни решенија за домување за семејства со ниски приходи кои што живеат во субстандардни услови. Нашите проекти вклучуваат различни активности како изградба, реконструкција, водоснабдување и санитација, енергетска ефикасност, услуги за поддршка во домувањето и така натаму. Хабитат Македонија е дел од една интернационална мрежа Habitat for Humanity International. Од 2004 година па до денес ние имаме помогнато 3759 семејства со подобрување на условите за домување и 3569 семејства со услуги во поддршка во домувањето. Тоа се технички услуги, соодветни обуки за нашата целна група и така натаму. И со овие бројки ние всушност придонесуваме кон 600.000 партнер семејства услужени од Habitat for Humanity International во светски рамки. Хабитат Македонија и USAID започнавме заеднички да работиме на проектот на USAID и Хабитат Македонија за енергетска ефикасност за секторот домување. Всушност, овој проект се опфатени колективните стамбени згради во 7 општини во Македонија, при што и вашата општина е вклучена во проектот, со можност да ја подобрат енергетската ефикасност, односно станарите кои што живеат во постари згради, зборуваме за згради кои што се изградени пред најмалку 10 години, имаат можност да ги заменат старите балконски врати и прозори кои што се веќе дотраени, но воедно имаат можност сега и како заедница да изолираат фасадата, значи да реконструираат фасадата, како и да го реконструираат кровот или да изградат нов кров. Токму овие мерки кои што ги спомнавме, за кои што ние нудиме и поволни заеми. Зашто всушност станува збор? Значи, станарите кои што живеат во старите згради имаат можност преку заем да се ги заменат старите и дотраени прозорци и балконски врати. Зборуваме за поволен заем од 3% каматна стапка која што е на година, 4% каматна стапка која што е на годишно ниво и со период на отплата до 3 години, односно 36 месеци. Сега другите мерки за енергетска ефикасност всушност станува збор за изолирање на фасадата и со изолирање на покривите.
Значи, станува збор за заем, кој што сега може да се отплаќа и до 10 години. Значи, самите станари ќе изберат во колкав период сакаат да го отплатат заемот. Може некои ќе сакаат и до 6 години, и до 5 години да го отплатат. Овој заем започнува со каматни стапки од 3% на годишно ниво. Секако ги замолувам станарите кои што побудивме некаков интерес да ни сконтактираат на телефонските броеви 02 3051 918 и на 02 3087 238, за да можеме веднаш кај нив да упатиме лице кое што работи на терен во вашиот град и да ги информираат дополнително, значи на кој начин можат да се вклучат во проектот, да бидат корисници на заемите и како можат да користат заеми со пониски каматни стапки. Кога зборуваме за условите, веќе ги спомнавме нели условите на заемите, меѓутоа еве да спомнеме и за условите за вклучување на зградите во проектот. Значи, најпрво овие згради треба да се, како што спомнавме, изградени пред најмалку 10 години. Во овие згради да немаме тековни градежни активности, например продолжување на тераси или надградба на спратови. Потоа во овие згради, значи, треба да имаме висок степен на соработка и помеѓу станарите меѓусебно, меѓутоа и заедно со проектниот тим. Зошто? Бидејќи имаме нов закон за домување, кој што вели дека треба да уредиме формата на управување. Тоа што порано го познававме како куќни совети, сега се нарекуваат или заедница на сопственици, или да склучиме договор со лиценциран управител и тој да ја превземе улогата на управување во зградите. Бидејќи за жал на терен, се уште оваа форма на управување не е регулирана од страна на сите згради, ние им нудиме дополнително можност на зградите да им помогнеме при уредување на формата на управување, која и да е, а со тој нели полесно да ги спроведеме постапките за да можеме да инвестираме во заедничките делови на нашите згради. Како што спомнавме, фасадата и покривот. Ние до сега спомнувавме заемни, ги спомнувавме мерките, но не спомнавме кој ќе ги изведува. Значи, бидејќи самите станари се тие кои што ќе ја вршат инвестицијата во сопствениот дом и во сопствената зграда, тие ќе бидат истите кои што ќе се ги изберат градежните фирми кои што ќе ја вршат интервенцијата. Ние секако би им дале препорака, меѓутоа не од аспект на градежна фирма, него од аспект на каков квалитет да бараат, кој што би бил најсоодветен за да ги намалат загубите на топлинска енергија во сопствените домови. Согласно тие препораки за квалитет, станарите веќе си бираат изведувач и соодветен квалитет, и нормално тоа што ќе го избера, тоа ќе биде тоа што ќе го финансираме. Силната можност е да обезбедиме заеми, бидејќи никој се уште не дава заеми за да финансираме заеднички делови на зградите. Познати ни се разни видови на зелени заеми, кои што можеме преку деловните банки да ги земеме, меѓутоа се однесуваат на нашите индивидуални станови. Значи, покрај поволните заеми зборуваме и за активности кои што ги спроведува проектот, како детални енергетски мерења или детални енергетски контроли. Пред да вршиме интервенцијата, ќе извршиме мерење во самите станови. Значи, колкава е моменталната загуба на топлинска енергија во овие домови. Кога ќе заврши интервенцијата, значи правиме ново мерење и тука веќе ќе можеме да добиеме соодветен показател. Колку ние сме заштеделе во загуба на топлинска енергија, што се надеваме дека потоа ќе се тоа реплицира и во нашите сметки за електрична енергија. Најмалку очекуваме тоа да е 20%. Веќе спомнавме претходно дека ќе им помогнеме на станарите да се уредат формата на управување во зградите, зашто и ќе одржиме една обука за јакнење на капацитетите на заедниците на сопственици, меѓутоа и за одржувањето на самите згради, не само за управувањето, и за одржувањето. Стручни совети им се на располагање низ целиот период на спроведување на проектот и нивното учество во проектот, значи градежни и финансиски организацијски совети. Кога ќе се врши изведбата на фасадите, потребно е да имаме надзор, нели, кој што ќе врши контрола врз изведбата. Надзорот повторно се го избираат самите станари, меѓутоа го плаќаме ние од проектот. Сега ќе спомнеме, јас бих замолила повторно нели заинтересираните гледачи да ни сконтактираат на телефонските броеви 02 3051 918 и 02 3087 238, за да може нели да дојде теренско лице и да го представи пред самите собери на сопственици. Значи, за една зграда да стане дел од проектот, пред се, откако ќе ги задоволи критериумите кои што ги спомнавме, значи да е помлад, да не е постара од, да се извинувам, значи да е постара од 10 години така натаму зградата,
Секако станува збор за колективни станбени згради, значи индивидуални куќи, деловни згради, јавни згради не се дел од нашиот проект. Овие згради треба да поднесат пријава за учество во проектот. Пријавите ќе бидат достапни на нашата веб страна habitat.org.mk, меѓутоа и овие теренски лица кои што ги спомна, веднаш ќе ви ја достават пријавата. Не само што ќе ви ја достават пријавата, туку и ќе ви понудат подршка и помош како да ја комплетирате и истата да пристигне до нашата канцеларија, значи да пристигне навремено. Откако ние ќе ги видиме дали се задоволени основните критериуми кои што ги спомнавме, веќе проследуваме со индивидуално анкетирање на станарите од така наречените кандидат веќе згради, кога ќе оцениме дека кај овие станари навистина постои висок степен на интерес, висок степен на соработка помеѓу самите станари и ќе покажат висок степен на интерес за соработка со проектниот тим, ние ќе ги вклучиме во проектот. Претходно би им обезбедиле и цени. Значи проценети цени колку би чинеле овие интервенции во нивните домови за да видат дали воопшто се мокни или се во можност истите да ги финансираат. Процесот на избор на згради веќе започна со процес на информирање на станарите. Веќе голем дел од нашата целна група на стамбени згради се информирани во Кавадарце и веќе вака можеме и да ги информираме граѓаните, нели, за да можат и да не исконтактираат самите за да пратиме теренско лице токму кај нив и дополнително да им објасни. Процесот на избор на згради ќе започне, значи со поднесување на самите пријави кон крајот на овој месец и би траел 2 до 3 недели. Тоа нормално зависи од интересот на станарите. Според правилниците кои се на сила, јавното предпријатие Македонски шуми ги информира лицата откупувачи на шумски производи дека задолжително мора да бидат регистрирани и да поседуваат годишни дозволи за собирање на шумски плодови. Зголемувањето на јавната свест за значењето на шумите и нивната економска, социјална и еколошка улога во секојдневниот живот на граѓаните на Република Македонија налагаат поголема одговорност во управувањето со шумите како природен ресурс со посебен акцент на нивната заштита и контрола на користењето на сите производи кои се користат денес, било тоа да се дрва за огрев, техничко дрво за дрвна индустрија, градежништво, но и други шумски производи кои представуваат значаен приход за руралното население. Јавното предпријатие Македонски шуми во 2012 година го формира новиот сектор за користење на други шумски производи и заштита на животната средина екологија со цел да се одговори на обврските и барањата поставени во меѓународните регулативи, но и во домашните законски прописи кои се однесуваат на оваа област. Тоа се законските обврски содржани во Законот за шуми членот 72 и Правилникот за видовите на други шумски производи и начинот на користење и собирање на други шумски производи. Во април година во Управниот одбор на Македонски шуми ги усвои сите потребни законски прописи, правилници од областа на користење на други шумски производи и истите се објавени јавно на веб страната на Македонски шуми. Известени се сите институции и организации, а посебно фирмите, правни лица кои се бават со откуп на други шумски производи. Според наведените правилници за други шумски производи, сите физички лица и правни лица откупувачи мора да бидат регистрирани и да имаат годишни дозволи за собирање на други шумски производи за собирачи, а правните лица откупувачи се регистрираат преку договор за отстапување на собирање и откуп на други шумски производи преку откупни пунктови. Пријавувањето и регистрацијата се врши во сите 30 подружници на јавното предпријатие Македонски шуми низ земјава, каде истовремено се добиваат и детални информации за целокупниот систем на одржливо користење, негова контрола и законски обврски на сите учесници во оваа област. Во тек е изработка на званичен материјал, информативен материјал за користење на други шумски производи, кој ќе биде достапен на јавноста преку доставување материјали до сите јавни медиуми во градовите и помалите рурални места во Република Македонија. Поради зголемен водостој на реката Вардар, неколку дена беа во прекин градежните активности за реконструкција на мостот на реката Вардар кај Пепелиште. Од утре се продолжува со реконструкцијата.
Поради зголемениот водостој на реката Вардар во изминатите неколку дена во прекин беа работите околу санацијата на оштетениот мост на реката Вардар кај Пепелиште. Откако пред некое време беше констатирано негово оштетување и мостот беше забранет за употреба, за лесните возила се пренасочуваа да возат по заобиколен пат и да се движат преку мостот кај Криволак, а тешките се пренасочуваа да одат од Неготино кон Штип преку Велес и обратно. Сега кога временските услови се подобрија и водостојот на реката Вардар полека паѓа, од утре па натаму се очекува да се продолжи се работите околу санацијата на мостот. Ни беше речено денес кога се интересиравме околу тоа, докаде е санацијата на забранетиот мост и до кога граѓаните ќе мораат да одат по заобиколен пат. Денеска е летен, Свети Атанаси се прославува во неготинското село Липа. Денес село Липа слави, се радуваме, имаме гостија, празник Велики Свети Атанасије, се прославиме и полека еве за со риба посна, граше, спремаме за 200 човеки, имаме спремано граше и со селба кумство го менима, денеска кумот нов беше Зоки, сега нов кум има и така славата селото Липа, денес му е слава и се радуваме сите, ние сме во село Липа. Направиме издружение на граѓани и од ништо направивме црква од народни пари, од народот, црква конак и каменерија. Патот се имаме некоја сработка со општината, со бившиот градоначалник, со новиот направивме прием, ме прима, помогне, спонзорира, два приеми направивме новиот градоначалник, Ванчо Постолов и испаднав сусед, чија ме мисли дека добра сработка и сакаме патот селото да биде проводен. Ова беше село понапред, не беше големо, ама беше богато село. Имаше со стока се бавеше, имаше кози, говеда, таква работа се живеа, со тоа живеа порано тука. И многу на Великден се тука игреа, на Панаџерот па тука се на ова место игреа. Порано беше убаво стварно, ама сега е па поубаво. Затоа што е понапредно, еве коли има, брана има, поизградено е. Тука народот, еве иде повечко народ има, тога беше мало селото, 10 куќи беше. Чувството е прекрасно, значи од кумството носи среќа, до првача носи среќа и доволно да бидеме здрави и живи за убаво да биде. Посакуваме на наредниот кум така да биде, значи ние Липа убаво место, излетничко место, се пробуваме, значи преку ова верска манифестација да пробаме да се стане подобро туристичко место, значи сите убавини тука ќе ги има и значи од стариот кум кон новиот кум ќе пренесеме повелба, тој да го тоа истото да го направи како што треба да се направи. Петнаесетти мај, меѓународниот ден за зачувување на климата, денеска се одбележа во Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Екосекцијата во Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци денес го одбележа меѓународниот ден за зачувување на климата. Со изработка на Хамер по наслов "Ние истражуваме, учиме, знаеме, раскажуваме". Учениците во текот на изработката на Хамерот ја едуцира училишната заедница за штетното влијание на загадувањето на атмосферата врз промената на климата. Известуваат дека емисијата на штетните гасови во воздухот е се поголема, а со тоа и климатските промени, глобалното затоплување на земјата, ефектот на стаклената градина е се поголем. Сведоци сме на катастрофални поплави во светот, суши и се пожешки лета. Затоа учениците порачуваат дали и понатаму ќе ја загадуваш атмосферата и ќе ги уништуваш шумите. Дали сакаш да живееш во поплави, урагани, жешки, неподносливи лета и суши? Размисли добро. Подигни ја својата екосвест и постави филтри на оджаците од фабриките, засади што повеќе дрвја. Во природата не постојат ни награди ни казни, постојат само последици, а ние немаме резервна планета, велат на крајот од пораката учениците од екосекцијата при Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Некогаш прв човек на земјоделско стопанство, познавач на состојбите со брана Липа, во изјава за КТВ пренесува детали. Ова брана што е пред нас, што ја гледаме, за овој реон е непроценливо богатство. Ја од моје име би покренал иницијатива и да некои се свесте да на Урош му направат
златен споменик овдека, бидејќи браната е негово лично дело. Со покојниот Васил зван, така речен, Липски, Камчев, кој се потекнува од ова село. Своевремено јас бев директор на Дуброво и доста им помагат, ми мотивираа, што отприлике јас знае дека овдека брана се прави, а ова брана, реков, пак се речем дека е непроценлива. Овој реон, оваа брана ќе го направи да оживее, бидејќи самиот реон, површините кои што ги има, е рурален терен што одговара за било каква стока. Да кажеме од крупна, ситна и така натаму. У таа ситна може да кажеме кози, овци и така натаму. Оваа брана е некаде од прилика околу 5 хектара за фатнина. Према тоа кој што ми кажуваше покојни врз. Водата се користи за поливање површини кои се испод браната. Во негови површини своевремено он имаше задруга земјоделска, негде околу 50 хектара, кај што он имаше лично монтирано линија за поливање. Лево и десно од неговите површини има приватни површини кои се подлозија, луцерки, има знаме едно мало рибњаче кои што се напојува од тука од браната, така да ресто другата вода оди преко реката во Варта. Градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе во вторник ќе биде домакин на првата самостојна изложба насловена како Две татковини од авторот Гордан Ристовски Гого од Швајцарија, инаку по потекло од Кавадарци. Во вторник на 21 мај со почеток од 20 часот во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци ќе биде отворена изложбата на фотографии со наслов Две татковини на авторот Гордан Ристовски Гого. Ова е негова прва самостојна изложба во родниот град каде го помина детството и раната младост пред животот да го однесе во Швајцарија, каде и денес живее со семејството. Со фотографија се занимава уште од мали години, соосознавајќи ги тајните на добрата фотографија во кавадаречката народна техника, за да последните десетина години сериозно се занимава со уметничка фотографија, спојувајќи го возењето моторцикл и љубовта кон природата со фотографии кои сведочат за неговите патувања низ неговите две татковини Македонија и Швајцарија. Неговите дела доаѓаат до пошироката јавност со зачленувањето во Јужнословенскиот културен форум во Цирих, Швајцарија во 2007 година и за неговото фотографско патешествие со моторциклот низ Македонија и Швајцарија дознава уметничката јавност во повеќе земји. Учествувал на 5 групни изложби на уметничка фотографија во Цирих, како и на групни изложби во Нови Сад, Бачка Паланка, Крагуевац и Ужице во Србија. Досега има реализирано 5 самостојни изложби во Швајцарија, и тоа 2 во Цирих, како и во Берн, Штанс и последната во Базел. Неговото воопшто прво представување пред македонската публика во неговото родно Кавадарци е извонредна прилика за фино фотографско доживување со теми од Македонија и Швајцарија заедно со авторот кој во деновите додека трае изложбата ќе биде присутен во неговиот роден крај. Во каталогот подготвен за изложбата, со свој осврт кон делата на Гордан Ристовски Гого, се јавува познатиот ликовен и филмски критичар од Србија Дејан Ѓорич. Изложбата ќе трае 10 дена. Сите љубители на фудбалот од Скопје и Македонија ќе можат да уживаат во фудбалскиот спектакл на арената Филип II, каде на 24 мај Вардар ќе одигра надпревар против Шалке од Германија. Влезниците ќе бидат официјално пуштени во продажба од четврток. За следење на надпреварот од северната и јужната трибина, билетите ќе чинат 150 денари, а за уживање на западната и источната страна цената ќе изнесува 100 денари. Виган се збогува од Премиер лигата откако на гости беше убедливо совладан од Арсенал со резултат од 4:1. Оваа победа им беше од големо значење на топџиите, бидејќи се во трка за Лигата на шампионите. Инаку Виган пред неколку дена го освои англискиот ФА Куп, каде со вистинска сензација триумфираше над Манчестер Сити. Со поразот од топџиите, Виган ќе го напушти елитното друштво и од наредната сезона ќе игра во послабо рангираната Лига Чемпионшип.
Придружба на Виган во Чемпионшип ќе му прави Ридинг, кој ги испушти сите шанси за опстанок, откако изгуби од Манчестер Сити со 2:0. Стрелецот на Барса Лионел Меси нема да може да настапува на терените се до крајот на сезоната. Аргентинскиот интернационалец се повреди на дуелот со Атлетико Мадрид и го напушти над преварот во второто полувреме. После сите извршени лекарски прегледи се констатирало дека повредата на Меси не е воопшто наивна и најдобра опција ќе биде да паузира од терените во наредните 20 дена. Инаку каталонците ја заверија шампионската титула во Примера дивизион, а до крајот на сезоната ги очекуваат уште 3 надпревари со Валедолид, Малага и гостување против градскиот ривал Еспањол. Челси и Бенфика вечерва ќе се надпреваруваат за утеха и за пехарот во Лига Европа. Овие два тима беа елиминирани во групната фаза од Лигата на шампионите. Иако Бенфика во своите редови има многу талентирани техничари, сепак во овој надпревар кој ќе се одигра во Амстердам, тие влегуваат како аутсайдери. Тренерот на португалците Хорхе Хесус истакна дека неговиот тим е доволно мотивиран и спремен да ја освои Лига Европа. За тимот на Челси вечерва нема да настапува Џон Тери, бидејќи се повреди на претходниот надпревар со Астон Вила. Белгиското крило Хазард исто така нема да игра во овој голем надпревар поради потешка повреда. Времето утре умерено облачно со сончеви периоди и температура до 29 степен. Во петок предпладне умерено облачно со сончеви периоди, попладне и во вечерните часови нестабилно со локални врнежи од дожд и грмежи. Локално ќе има и услови за невреме. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.